Благодарам. Почитувани колеги, почитувани представници од владата. Имам 3 пратенички прашања. Првото пратеничко прашање е до председателот на владата. Почитуван председател на владата, на почетокот на оваа година, односно на 12 јануари 2019 година, најавивте дека во првиот квартал годинава ќе имаме нови странски инвестиции, од кои едната е германска и сами откажавте дека оваа германска инвестиција ќе биде објавена до крајот на месецот јануари. Дури не испуштивте да се пофалите дека сте разговарали со советникот од кабинетот на канцеларката Меркел, односно името на германската канцеларка го искористивте за дневни политички поени. Помина јануари, поминува и февруари, но се уште немаме ништо од најавената германска инвестиција. Исто како што немаме ништо и од најавените инвестиции за Google и Facebook. Ова беа инвестиции кои што ги најавивте во предизборниот период, но до ден денес немаме уште ништо. За жал, странските инвеститори во последно време почнаа да ја заобиколуваат, да избегнуваат нашата држава. И мислам дека тоа не е затоа што ние не сме дел од НАТО, туку затоа што кај нас имаме корумпирана влада, имаме висок степен на корупција, нема владење на правото и има целосно отсуство на правната држава. И ова, почитувани присутни, не го зборувам само јас како опозиција, ова го слушнавме пред некој ден и од вашиот коалиционен партнер, каде што беше кажано дека се со цел да се покрие неуспехот во функционирање на правниот систем, кој што го ветивте секој пред изборите. Денес имаме ситуација каде што одите со црни возила да им се заканувате на судиите. Ова е жално, навистина жално, и ова покажува дека во Република Македонија нема правна држава. Но и покрај сите овие негативности, сепак граѓаните се во исчекување за отварање на нови работни места, за привлекување на нови инвестиции. Па затоа би сакала да ми одговорите кога граѓаните ќе ја видат германската инвестиција која што ја најавивте и која што требаше да биде објавена до крајот на месец јануари. Второто прашање е до министерот за здравство. Почитувана јавност, синоним за владење на Социјалдемократскиот сојуз е недостаток на лекови од позитивната листа во аптеките. Ако до 2006 година тој недостаток беше празни рафтови по аптеките, денес е немање на квота за издавање на лекови од позитивната листа. Како и да е, и во едниот и во другиот случај, граѓаните не се во можност да го остварат своето право кое што им следува од здравственото осигурување. Денес аптеките од 5 до 10 во месецот ја трошат квотата која што им следува и од следниот месец. Издаваат лекови на граѓаните, а прометот не го фискализираат. И ова трае втора година поред. Линеарното зголемување од 12.000 денари на квотите заради епидемијата на грип е само како капка во бунарот. Ме интересира што ќе превземете за трајно решавање на овој проблем. Зарем секогаш кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт, граѓаните треба да трчаат од аптека во аптека, да бараат разноразни начини, се со цел некако да дојдат до потребната и неопходната терапија. Третото прашање исто така е до министерот за здравство, кој не е присутен во салата, но најверојатно ќе ми одговори неговиот заменик. Откако господинот Венко Филипче е на функцијата министер за здравство, за многу краток период се појавија голем број на скандали. Епидемијата со морбили излезе од контрола. Односно, епидемијата со малиси паници во Македонија не стивнува. Напротив, бројот континуирано расте. На територијата на целата држава, од почетокот на епидемијата на малиси паници до средината на февруари, регистрирани се вкупно 259 случаи на малиси паници. Се случија големи пропусти со морбилите. Пациенти умираат при едноставни хируршки зафати. Умираат од скршеници, се појави смртоносна бактерија на една од клиниките. Имавме за само еден викенд, имавме
3 смртни случаи од мали сипаници кај деца на возраст од 5,5 месеци до 13 месеци. Но и покрај сите овие скандали, кои се, за жал, на грбот на граѓаните, ние до денес не слушнавме овој министер да понесе одговорност. Ако во светот имаме примери каде што министри за здравство даваат оставки за многу помали работи, кај нас изгубивме човечки животи, но одговорност се уште нема. Еве, на пример, еден од челниците во здравствениот систем во Италија има поднесено оставка, бидејќи во Италија се појавува афера околу квалитетот на вакцините. И поради самата појава на Сдружение антивакцинална група, се има поднесено оставка. Министерот за здравство во Бугарија, господинот Николај Петров, поднесе оставка по објавување на една од истражувачките стории, каде се обелоденува дека истиот министер доделувал јавни набавки на така наречени своји луѓе. Вакви примери имаме многу, каде што министри, поради одредени скандали, си поднеле оставка. Кај нас случајот имаме скандали, каде што имаше доделување на тендери на сомнителен начин и, за жал, што е полошо, секојдневно имаме смртни случаи каде што луѓето умираат од сипаници или од едноставни хируршки интервенции. Разликата е во тоа што одговорност нема. Затоа ме интересира дали министерот Венко Филипче чувствува одговорност и дали ќе си поднесе оставка, затоа што истиот многу одамна требаше да поднесе оставка. Благодарам.